Беше тоа на 16. август 1896, кога на Аљаска, во најсеверниот дел на Соединетите Американски држави, започна познатата златна треска. Тогаш било откриено злато, што било поттик десетици илјади авантуристи да тргнат во нови потраги. Беше тоа на 16. август 1903 година, кога во поилинденскиот период се водеа жестоки битки во Битолско, Демирхисарско, Кичевско, Коштурско, Леринско, Воденско, а особено жестока борба се водела во градовите Невеска и Клисура. Командантите на турската регуларна армија не можеле да се изначудат на тврдоглавиот и жесток отпор кој го давале македонските востаници, па затоа неретко и наредувале почесни стрелби како знак на почит за херојското загинување на македонските востаници. Беше тоа на 16. август 1914 кога британски експедицијски корпус се истовари во Франција, со што Велика Британија го почна активното учество во Првата светска војна. Беше тоа на 16. август 1919 година, кога на железничката линија Скопје-Ниш се воведени воено-политички возови. Воените лица патувале бесплатно, а на граѓаните им се наплатувале карти. Беше тоа на 16. август 1926 кога во Холивуд умре Рудолф Валентино, северноамерикански филмски актер од италијанско потекло, кој во немиот филм се прослави со улогите на завотник и романтичен јунак. Неговите филмови Четирите јавачи на апокалипсата, Дамата со камелии и Синот на шеикот влегоа во историјата на светската кинематографија. Рудолф Валентино е роден на 6 мај 1895. На 16. август 1938 во Њујорк започна вториот светски младински конгрес. По повеќедневно заседание, конгресот го усвоил познатиот Њујоршки договор за мир, кој го потпишале представници на млади луѓе од 54 земји. Беше тоа на 16. август 1948 кога во Скопје се одржа првото основачко собрание на Фудбалскиот сојуз на Македонија. За негов председател беше избран Коле Чашуле. На 16. август 2001 година на пунктот кај стадионот во Тетово загина полицаецот Сашко Соколов од истрел од снајпер. На 16. август 1958 година родена е Марија Луиза Вероника Чиконе, попозната како Мадона, се уште едно од најпопуларните музички звезди на планетата. На 16. август 1977 во Грейсленд, во Мемфис, Соединетите Американски држави, умре Елвис Присли, американски легендарен рок-н-рол пејач наречен крал на рок-н-ролот, најпопуларен од 50-тите до 70-тите години на 20-тиот век. Елвис Присли е роден во Тулело, Мисисипи, на 8 јануари 1935. На 16. август 2007 силен земјотрес со интензитет од 7,9 степени според Рихтеровата скала го погоди Перу, при што загинаа 510 лица, а над 2000 беа повредени.